Најголемите македонски компании котирани на берзата во првите 3 месеци пропаѓаат во загуби или имаат големи падови на профитабилноста, стои во презентираните од нив извештаи за работењето. Од 30 најголеми и најуспешни берзански компании, дури 13 очекувале едно, а им се случило друго. Од минус не ги спаси ниту нивната досегашна стабилност, добро работење и сигурни пазари. Така, мермерниот комбинат Прилеп е со минус од рекордни 66%, кожарската фабрика Димко Митрев минус 41%, Македонија Турист минус 33%, 11 октомври минус 28%, Бетон минус 27% и винарскиот гигант Тиквеш со рекорден минус од 50%. Затворени се хотелите, рестораните, нема свадби, нема кафе-барови. Залихите стојат, но проблемите доправа доаѓаат. Големо прашање е што со откупот на грозија оваа година, кога стои виното од лани. Објаснуваат од Тиквеш. Но има и такви кои сонцето ги грее секогаш, па кога за другите е лошо, за нив е уште подобро. Таков е случајот со витаминка, која седењето дома на сите го ефектуираше со зголемена продажба од 12%. Уште подобар пример е Алкалоид, на кого добрата организација и кризата му донесоа дури 19% поголем раст на приходите. Но на сите нив им предстои заедничка неизвестност во вториот и третиот квартал од годината, кои дефинитивно ќе го заверат резултатот од работењето во криза. Првите 3 месеци се само вовет и индикатор, но ако денот се познава по утрото, ќе биде тешко и за најдобрите.